Господин детектив, вие сте ми украли мобилниот. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Другар или другар? Дава го, а ние го имаме. Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција! Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура. И ти не паѓај во замка, излези од рамка. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Наставничка? Мислам, Ема, дали може да имаме вести како рубрика во новата сезона на Тинтири-минтири? Може. Ема, а што на шкафи оние убави столици? Некоја представа ли ќе правиме? Заборави да ви кажам. Студиото ќе го делиме со една детективска агенција. Детективи, па зар не е ли тоа малку опасно? Михаела, тоа не е опасно. Детективите се тука, против опасното. Со едниот детектив Николче се знае нешто од основно. Супер човек. На мравка не возгазена. О, наставничке, другар или другар? Другар ми е мангедни. Ај, станувајте да почне. Црвенка под бајките, добре ја познавате. Вие сте први што можете да знавате. Приказната е сменета и јас сум креативна. Напишав и песна, најинформативна. Го гледате ли волко, спие како клада. Ова е моментот за хип-хоп серенада. Научив да рапувам, стихови да скопувам, а модерна музика јас донесов по капчена сум црвена, од волко не се плашам. Ме знаете ли сите, баш сакав да ве прашам. Здраво ви се рашупреш? Еве ми студи па играм. Мислев на капава. Играм, ама да не биде за џабе. И си исплатеше? Да, се затоплив без пари. И здраво, дечки. Зашто не сте горе во студио? Бисер имаше перформанс. Зашто? Затоа што горе е заклучено. На вистина е заклучено? Ева сум те лажала или некогаш? Не знам, ти си знаеш. Ало, кој е? Ало, Бисера, Анастасија е. Бисера, каде си? Здраво, Анастасија, ние сме пред студио. Како да не пред студио? Јас сум пред студио, се смрзав и ве чекам. Намерно не влегувам. Кој е? Анастасија е. Анастасија, каде се? Не се шегуј на Ландово. Ние сме тука со Ева и со Леона, тебе те бараме, те нема. А плюс горе е заклучено. Ау, па ти си грешка. Јас грешка? Јас никогаш не сум грешка. Секогаш правам тестови по математика без грешка. Дечки, јас ки се јавам на наставничката, смрзам. Вие сте сигурно пред старото студио, јас сум пред новото студио. Ајде, чао, веќе не ве чекам. Дечки, знаете што? Што? Имам нов мобилен, видете го. Добро, Нина, знаеме, ни се пофали во четвртокот. Да, новој телефон е уште понов од тој. Вчера го добив. Леле, пак имаш нов телефон. Да, најнов, со 6 камери и снима во 6К.
Нина повторно со телефонот. Извини, Марија, но ти да не си малку љубоморна? Ако јас сум малку љубоморна, ти си многу досадна. Телефонот па телефонот. Да, навистина, Нино. Телефонот не служи за фалење, туку за договарање. Знаете што? Многу ми е криво што сте така љубоморни, наместо да се радувате на мојот успех. Што успех е да имаш телефон. Деца, што се случува? Нина повторно се фали со мобилниот. А Марија и Михела повторно се љубоморни. Добро, ајде, доста со тоа. Стихотворбата, ја спремевте? Марија? А јас не можев, имав многу за учење. Јас заборавив. Јас бев болна. Нина? Јас ја знам. Ајде, да те видиме. Како ја вратот гердани ниски камења студени, така на плешки денови легнале та натежнале. Денови ли се денови, аргатски маки големи. Стани си утре порано, дојди си вечер подоцна. Наутро радост понеси, навечер така донеси. Одлично. Браво! Точна емоција со точни движења. Ете, гледате, ако сте добри, не мора самите да се фалите. Другите ќе ве фалат. Например, јас. Ај никој да не ме фали. Ништо страшно. Битно е вие да се надпреварувате со самите себе. Да стекнувате што повеќе знаења и вештини. Знаете, највредни се работите што не се купуваат со пари. Ало, Чичо. Да видиш каков простор сум нашол. Така треба да наоѓаш, а не да губиш. Па да, бе, Чичо. 3 пати ги изгубих клучевите од дома, сега веќе научив. А просторов да видиш каков е. Каков е? Ништо не ти кажувам, Чичо. Само дојди ти на адресата што ти ја пуштив по СМС. Ајде, издиктирај ми ја, ќе ја запишам. Чичо, ти ми рече да те учам да се снаоѓаш со техника. Значи не ти ја диктирам сега за да ја запишеш, туку ќе ти ја пуштам на СМС и ќе дојдеш. Добро. Нема да ја запишам, издиктирај ми ја, ќе ја запамтам. Ајде. Чичо, чао, се гледаме за половина час на адресата. Ајде. Ало. Ало. Лале. Ќе си видиш на пликце. Па еве пликце, тете го. Го гледам пликцето, стискам, не гледам, шо? Сега ќе му. Ало. Чичо, џабе ми звониш, не ти ја диктирам адресата. Абе, стој бе мирен. Еве, чекај, еве, ја отворив тоа пликцето, го отворив пораката, ама не догледувам, разбираш? Ако бе, Чичо, стави очило. Како да ставам очила кога немам? Ај, кажи ми. Имаш, Чичо, имаш. Те знам. Кај ми се ако знаеш дека имам очила? Наврат ти се, Чичо, на врвцата, ајде. Тргнувај ќе задосниш, ајде, чао. Види го ти. Ни заеде, не. Чекай сега. Пликцето. Стискаш. Па и се ширио. Добро. Супер. Добро. Ова е. Тргај бе тоа раката, тргај. Не сум мало дете, глупости ми правиш тука. Не циркам ја. Абе, Чичо, ама за секој случај. Што за секој случај? Па шо имам па да видам кафе на врата? Глупости. Чичо, сега можеш да ги отвориш очите. Тарам! Што бе тарам бе? Кај си ме донел бе? Што е ова? Што е ова лом бе? Што, детска градинка ли е? Што е ова? Не бе, Чичо, ова е училиште за филм Тинтери Минтери. Значи, како што знаеш, глумата е креативна уметност. Ова е креативен лом, Чичо.
На тебе таска ти фали, дечко. Абе, ние агенција ви го отвараме и што правим? Па да бе, Чичо, еве, гледай го жолтиот хамер там. Гледаш? Детективи. Не. Ја морам да седнам. Леле, боже. Дечки, по нашето студио денеска го имаме овој робот, кој е многу битен за нас, но и за цела Македонија. Наставничке, има ли име? Има. Роботот се вика Робомак и тој ќе биде нашиот коректор. Што е тоа коректор, наставничке? Коректор е некој кој не поправа кога ќе сгреши. И ве молам, не ме викајте наставничке. Викајте ме Ема или Глумице. Добро? Добро. А како еден робот може да поправа луѓе? Може. Еве сега да го уклучам. И сега роботот ќе го следи тој што ќе погреши. Еве на пример. Ајде сите руките горе. Ајде сите рацете горе, ајде сите рацете горе, ајде сите рацете... Добро. И мора да му кажеш добро за да престане да те поправа. Океј, може ќе спуштиме рацете? Спуштате ги рацете. Че може ли на Прилепски, оти ние чисто збораме? Ќе може ли на Прилепски за тоа што ние чисто споруваме? Ќе може ли на Прилепски за... Добро. Така. Но, сигурно знаете, сте учеле во училиште, литературниот македонски јазик. Уште како се вика? Ја знам. Се вика и стандарден јазик. Точно. И секако нашиот јазик има многу дијалекти кои што се неговото богатство. Еве, например, само во Лондон, во Англија, има над 40 дијалекти. Но, тоа на страна, ние ќе си научиме правилно да говориме македонски. И сега, сакам да играме една игра. Игра на доверба. Знам, ајде да играме две вистини и една лага. Може тоа подоцна, но сега... Чичо, значи ќе плаќаме половина кирија и плюс може да им го користиме и брендот и ќе се викаме Тинтири Минтири детективи. Што сме ние, бе? Што сме? Детективи, Чичо. И тука има еден куп деца и се знам плюс со наставничката и значи ќе им ги решаваме проблемите и така Чичо ќе биде... Чичин, детективи, зборот не доаѓа од зборот деца, туку зборот детекција. Детективи, детекција, откривање. Аха. Ама добро, Чичо, што има врска, па ти не се лути толку. Значи, клиент си е клиент. Ние преку децата ќе си дојдеме и до возрастните. Тргај го, ајде. Ама зошто, Чичо, знаеш со какав кејф го правев ова? Убава работа тоа. Секоја работа што ќе работиш, да ја работиш со љубов, со кејф. Ама сега, мафни го да не го гледам. Ама зошто си толку строг, бе, Чичо? Зошто да го тргнеш? Затоа што се пишува детективи, а не дектективи. Неписмена работа. Извини, Чичо, јас мислев дека тоа се пишува само детективи, а се читат детективи. Убава работа, колкав си пораснал, а не знаеш дека на македонски јазик се пишува како што се чита. А како се зборува, Чичо, како што се чита или како што се пишува? Не знам, размисли си. Ама знам дека знаеш, бе, Чичо, само не сакаш да ми кажеш. Знам дека се пишува најверојатно исто како што се чита, ама нема врска. Сакаш, Чичо, да ставам по еден чај? Стави ме ски на стомак ме, ајде, едно не. Добро, Чичо, ќе ми кажеш сега за ова за шкафот, тај или не? Не ти кажувам, мал си. Не сум мал, Чичо, значи пораснав 205 сантиметри и веќе имам возачка дозвола како мал. Ако имаш возачка, ќе ти кажам, ама и нема што да се кажува. Види, овој шкаф порано бил долап, значи бил вграден во зид и тука се случувале многу чуда, разбираш? Се до 1913 година, од тогаш навака тапа. Ништо. Еве, Чичо, еве го твојот чај, ово е без шекер, знам дека ти така го пиеш. Арно, фала. Ово е за мене.
Ова, имам едно прашање. Ајде, праши. Нели до 913 се случувале чуда, па тоа е многу одамна веќе чудо. А колку е стар уствари овој шкаф? Фамилијата памти дека е од 12 век. Ле. Многу одам. Ле, Чичо. Што е? Абе, дај да стануваме брзо, треба да одиме. Каде бе да одиме? Брзо Сега треба- дојдовме, кај ќе одиме? Ама како, ајде брзо треба да одиме. Чек, застани, што е? Што? Значи, наставничката има часови, другарка ми има часови, мора да одиме, Чичо. Па до сега имаше часови, што сега пак часови? Да, ама Чичо, имаме уште 8 минути. Она има сега пауза, имаше до сега часови, сега има пауза и сега треба ние да одиме зашто ќе се вратат децата. Ти ќе ме умреш мене. Ти ќе ме умреш бе, мене, Чичо, вака. Не, значи нема да те умрам, мене тато ми кажа така. Значи ти не пушиш, не пиеш и плюс ти од стринка што не си умрел, што се ти прави, ти нема никогаш да умреш, Чичо. Значи тој татко ти многу му знае бойлерот, да ти кажам. Да, Чичо му знае, го поправаше баш вчера. Ајде, станај. Го поправаш. Знаеш, го поправам. Идеш во мене. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Имаш проблем или дилема, детективот на грб ги зема. Си изгубил нешто ил ти фали, викни ги, нифти не се жали. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Ти украл некој капа ил шал, за нив нема случај мал. Ти фалат пари ил играчка драга, имаат куче што знае да трага. Детективи, луѓе се од збор. Детективи, го одврзуваат секој чвор. Детективи, го одржуваат својот збор. Детективи, го одврзуваат секој чвор. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Чичко и внук, супер спрега, не може никој да им бега. Детективски занат, умот им е главен алат. Ви пренесувам детективски занат, умот им е главен алат. Детективи, луѓе се од спор. Детективи, одврзуваат секој чвор. Детективи, одржуваат својот збор. Детективи, одврзуваат секој чвор.
модел со 6 камери. Тој мобилниот што се фалеше на старнет. Добро, де се фалела. Ина битно е ти да си жива и здрава. За мобилниот ти е гајле. Наставничке, нема да бидам ни жива ни здрава. Ако го изгубам, тато ми вели дека ако го изгубиш мобилниот, ќе те лансирам на Марс. Марс нема живот. Знаеме, Нина, знаеме. Татко ти е астронаут? Не астронаут, месаре. Чекајте, знам. Имам решение. Ало, Николче? Здраво. Мислам дека го имате првиот случај како детективска агенција. Да, на едно дете му го нема телефонот и... Супер. Ајде, ве чекаме. Наставничке, викнавте полиција? Не, душо, детективи. Тие сигурно ќе ти го најдат мобилниот. Ајна? Добро. На, девојчева му фали мобилен телефон. Така. Вие ти го решите случајот сигурно. Одлично, да, благодарам, Душо, благодарам. Добро. Сега гледам и други деца. Кој е губителот уствари на телефонот? Јас, господине детектив, ама не е изгубен, туку е украден. Па, како знаеш ти дека е украден телефонот? Па нефаден крадец е поголем од кадија, тоа да знаеш. Значи тоа ние сме го учеле, Чичо, ти текнували? Абе, добро, види да ти кажам сега, значи, сака да ти каже дека не смееме да обвинуваме никого, се додека не се докаже неговата кривост. Мислам, дека е крив. Дали беше ти сама кога го изгуби телефонот, односно мислам кога ти го украда, односно кога мислиш дека го изгуби и така? Не бев сама, бев со мојата другарка Марија. Марија каде? Тука или? Еве тука е. Марија! Ајде Марија, нека дојде ке ве молам. Добро, пиши Марија, презиме? Марковска. Марковска, сведок број 1. Сведок број 1, добро. Пишано. Прашање до тебе губителот на телефонот. Значи, дали звонеше Душо ти на телефонот да провериш дал ќе звони, дал нема да звони кога го изгуби? Тоест, кога ти го украда, да речем. Да, звонеше. А јас си дозволив да звони од мојот телефон, затоа што сум добра другарка. Добра другарка. Пиши сведок број 1, Добра изјавува... Добра другарка, знаеме. Изјавува дека дала од нејзиниот телефон, да. Чекај, само едно прашање кон сведокот, Чичо. Ајде, Чичо. Кажи ми ти на Незе и даде ли утрово на голем одмор од сендвичот еден гриз? Не, па тоа не е хигиенски. Ама, Чичо, па не може вака. Па не е хигиенски, па не сме на доктор за да биде хигиенски. Значи, ова не е другарски да не се даде гриз од сендвичот, Чичо. Не може вака, значи, стварно више не може вака. Абе, смири се, маце, попречуваш истрагата сега за сендвичи, цел живот гладен си, мајко му стара, само за сендвичи ти е глава. Добро, Чичо, добро, готово. Дај, ама. Гладен. Значи, сега, кога рековме, ти звонеше, не ти даваш, мислам, детето ти даде телефон, ти титкаше... Чекај, Чичо, да прашам само нешто. Ајде, праши, што? Кажи ми, ова е многу битно сега за истрага. Чекај, најбитно е прво да го прашаме девојчево како се вика. Прашајте го прво. Ајде, те молам, кажи име и презиме, пиши име и презиме, мораш да го научиш редот. Господине, јас се викам Нина, а презиме Младенов. Те така, пиши. Чичо, абе, Нина се вика. Да. Исто како мама. Да, знам дека мајка ти се вика Нина. Ајде, многу убаво име. Супер. Сака да каже дека убаво име имаш. Може сега да прашам нешто? Ајде, прашај. Како што кажав, многу е важно ова за истрагата што ќе го прашам. Ова може да заклучи све. Ајде, добро, прашај. Значи, тебе кога ти го украдоа или кога го загуби телефонот, кога примети дека го нема, се врати по истиот пат да видиш да не ти паднал негде или... Сите заедно го бар. Сите го баравме. Сите го барале.
Добро бе, девојче, добро. 42 минути плачеш. Па како да работиме, бе? Како да ти го најдеме телефонот? Слушај, Нина, душа, чекай сега, оле. Слушај, дај ми го ти сега телефонскиот број твој. Ќе направиме ние, ќе најдеме чаре, не стикери. Кажи, ајде. 073 073, добра. 263 263, добра. 536. 5 65. 65, добро. Дај телефонот, ајде ти. Врти на Спасе. Се грижи. Звони, Чичо. Ало, Спасе, брат. Како си, бе? Добар? Да, почнавме детектиска. Со Николче овој на Цобе малиот. Да. Баш, брат, за таа работа ти се јавувам. Слушај, имам еден телефонски број да ми го лоцираш. Сега ќе ти го кажам. Што? Не ви работи серверот? Нина, не може да го лоцираат. Брат, слушај, ајде да ти се јавам за 15 на минути, имам едно дете тука ми плаче малце. Ајде, чао. Душо, не плачи сега ти, не плачи, не се секирај, ќе најдеме чаре. Дај телефонот, шо го тргаш? Чекай се. Ајде, врти. 073, не толку брзо ќе префрли. Ова е од старите. 073 236 565. 565. Господине детектив, вие сте ми го украли мобилниот. Мене така ми звони. Нема шанси. Ите го, тоа е мојот мобилен. Чичо, случајно беше? Како бе, море, Чичин, случајно? Како случајно? Случајно, Чичо, ама многу ба фринтон имаш. чува. Јас сакам вака да ми звонат. Кај го најде? Од сајтот на tinteriminteri.mk веднаш ке се симне. tinteriminteri.mk Чичо. Супер, слободно. Ева, Душо, нека ти е честито и имај, чувај го. Ајде, можеш да си одиш на час. Го најдовме мобилниот. Одлично, браво! Николче, добар си? Да. Телефонот е најден благодарение на нас и сега се ја борат. Вие што играте? Играме вежби за доверба. Може би јас би сакал да учествувам во таа игра. Секако, деца, може и Николче да играше, не така? Супер, само... Кој ќе те додржи тебе? Па се разбира, Чичо, он е многу јак. Тој е многу силен. Тој е многу силен. Тој е многу силен. Добро. Мора да му кажеш добро за да престане да те поправа. Ајде, викни го чичкоти. Чичо, дојди. Зашо да дојде? Дојди да играме. Шо бе да играме? Дојди да играме со глумицата. Одлично. Сега вака. Ти ќе застанеш малце поназад, тука. Супер. Ја? Вие ќе застанете позади Николче. Аха. Ета. И Николче, и ќе замежиш, ќе ги расшириш рацете и ќе те пуштиш опуштено во слободен пат. Чичко ти ќе те пат. Чичо, чилота? Ајде, Чичи. Николче! Абе, како ти тегна напред да паднеш? Јас не размислиш. И ми рече да се опуштам. Шо се опушти, бе? Размисли. Леле, крв ти тече. Деца, брзо, Како се викаш? Како се викаш? Николче. Добро. Николче, разбуди се, Николче. Да се опушти.
Да, кажи баба Светле, да. Да, ние сме детективска агенција. Да, средуваме такви случаи, да. Добро, баба Светле, добро. Доаѓам. Ајде, пријатно, убав ден. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири-минтири шоу. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Тука играта сериозно се сваќа. Секој наш филм добра порака праќа. За некому од рака да му појде, само треба кај нас да си дојде. Тинтири-минтири, тинтири-минтири, тинтири-минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири-минтири,